Здраво на сите. Кога дојдов тука прв пат после средна школа, нели втора година завршив во Георги, дојдов тука во 2007 година, тогаш бев околу 16-17 години и татко ме веќе работеше на градежништво и ми рече као сине, дојди ако сакаш да заработиш некоја пара, кога веќе не сакаш да учиш, ваму таму, така да дојди на градежништво, плаќа добро и така и направив. А градежевината ја работев така долги години, што се вика, и навистина направив онака солидни пари за тоа време и тоа ми овозможи да шетам, да купувам работи, да правам глупости и така натаму. Меѓутоа, сите луѓе оние кои што изразуваат желба да дојдат да зидаат тука во Сиднеј или пак оние кои што размислуваат да влезат во градежништво, јас во ова видео ќе објаснам и добрите и лошите страни, така да вие на крај ќе си направите проценка што е добро за вас, па ајде. Првата добра работа на билдингот, уствари на градежевината, билдинг го викам по австралиски, нели building, the building something, и као билдингот така го викаме помеѓу нас, онака македонците и балканците. Првата работа, добра работа е добра заработка. Знам дека на ниедно друго место онака не можеш да влезеш во старт, што се вика, и да направиш така 100-200 евра на ден, зависи кој знае дали мешаш малтер, тоа е помалку платено, а ако зидаш е повеќе платено. Така да добрата заработка би рекол дека е една од предностите на таа професија, со оглед на тоа што да речеме ако ја дојдов пред некој месец тука и поработев на почеток на билдинг и одма нели $450 на ден, као неколку дена и веќе се стабилизираш, онака не чекаш некоја работа, не знам, месечна плата или не знам што, туку ова у старт онака имаш што се вика добра солидна заработка. Друга добра работа е професијата навистина барана, како што реков во тие некои претходни влогови. Професијава навистина не сака никој да работи, онака имаат шортич што се вика во Австралија, има недостаток на работници и една од работите добра што е барана, онака во секој момент можеш буквално да отидеш да побараш работа било каде онака на улица и ќе ти дадат работа. Значи тоа е една од добрите работи. Друга работа ми се допаѓа на градежевината, на билдингот, во оваа професија е што работиш со раце и онака учиш некоја практична вештина, онака таа вештина може утре да ти се најде ако правиш куќа твоја или пак правиш ограда или се што е поврзано со зидање, на пример, не знам, фурна за печење и така натаму, така да работата со раце навистина опушта и онака на моменти као мозокот ми е на пасење, само ги мачкам цигливе, ги ставам и онака е баш топ, онака нема баш многу замарање и деновите си поминуваат лесно, така да практичната работа е доста со раце, е доста како да речам, доста е олеснително и доста е онака возбудливо баш со раце кога работиш и да, тоа. Исто ми се допаѓа што работиш на отворено, сега сонцево тука е јако, да, во летно време тоа може да биде ефтен пекол што се вика, меѓутоа кога работиш на отворено, онака си изложен на вака чист воздух или ако ставиш капа или се намачкаш со крем за сонце, не е толку страшно и онака си како дел од природата на некој начин, онака работиш на некој на отворено и се сончаш цел ден, онака поготово сум се соблекувал некад гол онака горе и се сончам, пак е убав тен, така да тоа е една од подобрите работи во тоа да бидеш зидар во Австралија. Друга добра страна во зидањето е често ги менуваш работните места. Што сакам да кажам по тоа? Например, оваа куќа се завршува во оваа населба, па после се селиш во друга населба, некаде покрај море, покрај плажа, покрај океан или така натаму. Тоа ти дава ти ја разбива некоја монотонија што имаш, нели на работно место. Замисли да одиш на исто работно место цел живот, онака истиот пат, истиот автобус го фаќаш, истата линија, а вака на секој месец дена, месец и пол, зависи колку трае градбата, менуваш нова локација. Тоа ми беше онака многу возбудливо во периодот кога бев зидар. Друга добра работа е што групите во кои работиш претежно се мали, има да речеме некогаш 20 зидари и еден помошник. Тоа е доста добро, нема многу буткање, нема многу гужва и
мирна атмосфера, никој со никој не се расправа, особено ако се знаете подолго време и работава така поопуштено, да нема некој човек, односно градител кој те тера, те форсира да работиш брзо. Да, тоа ми се допаѓа што има мали групи, сите се знаат меѓу себе и доста мирно онака. И последнава добра особина во зидарството е идеални работни часови. Мислам, од 7 часот потнуваш, во 11 часот имаш ручек кој трае околу 45 минути до 1 час, зависи каде работиш. Потоа од 12 часот или од 11:45 до 3 часот онака полабаво се работи. Во 3 часот си веќе завршен, имаш време за многу други обврски. Јас знам, овде има работни места што се во фабрики и така натаму, каде што работат од 6 до 6 или па од 3 наутро до 6 попладне, значи многу се работи по тие фабрики. Затоа спомнам дека во градожевината часовите, работните часови се идеални и многу е добро онака да направиш баланс помеѓу приватниот живот и работата. Тоа беа добрите работи, сега одиме на лошите работи. Океј, прва лоша работа што ќе ја спомнам за видењето е временските услови. Океј, јас спомнав претходно дека демек добро е да работиш на отворено, нели? Онака се сончаш цел ден и така натаму, меѓутоа не е секогаш толку гламурозно и временските услови знаат да бидат доста сурови, бидејќи си изложен на жешкина, си изложен на ладно во зима, кога врне па не работиш и така натаму. Сметам дека тоа е една од полошите работи на градожевина. Да, има пари тие работи, меѓутоа кога ќе врне, кога е ладно, кога е прежешко тие работи, едноставно не се трпи. Број 2 би рекол дека е небезбедни услови за работа. Сум видел многу пати на градожевина, да, ќе речете, Австралија, Сиднеј, има прописи така натаму, меѓутоа луѓето што работат на градожевина и често не следат многу правила и знае да биде доста небезбедно. Онака сум работел некад на високи згради и онака буквално има дупка тука или па има скали некаде каде што можам да паднам или па зидам например и тука до мене има една дупка голема провајлија каде што не знам, може сиглава да ми падне на некој друг доле што работи некоја друга работа и така натаму. Мислам дека условите во кои работат градежниците се доста небезбедни и тоа може да биде онака лошо ако не дај Боже ти се случи нешто онака инцидент некој. Како што напоменав претходно, на градожевината работат претежно да речем, значи не мора не сите. Генерално зборам необразовани луѓе онака и често и агресивни да речем и ти ако се некој човек кој што е така поедуциран, малку читаш книги или пак си прошетал низ целиот свет, си видел работи, на градежништво ќе ти биде многу тешко да се вклопиш, бидејќи муабетите што ги прават онака на дневна основа се многу прости, многу глупави и некако ако поминеш одреден период таму, се осеќаш ти глупав, бидејќи мораш и ти да им се придружиш со шеги, со глупости таму за банки, не знам, на овој што кого имал секс, тој со кого имал секс, па ќе фрлат некој глуп муабет таму, не знам што правил и све се некои лаги што ги кажува, све некои заебанци онака кај што стварно се осеќаш некад кога имаш завршено второ одделение, а и друга работа е знаат да бидат и често агресивни, повеќето од нив или пијат или користат некоја супстанца, нели? И тоа ми е доста, не знам, безбедно. Сум имал некои прилики каде што ќе ми чукале онака, ќе ми потепале, што се вика, такви агресивни луѓе што само си бараат некоја закачка и да, тоа не ми се допаѓа. Друга причина што не ми се допаѓа на билдинг е има многу непрофесионални работодавачи. Многу често им должеле пари, да, ке речете Австралија, меѓутоа имало и тука многу непрофесионални луѓе што ми должеле пари, не се баш искрени да речеме, не знам, работам таму и во 7 час почнуваат, ручекот е во место во 11 во 12 сат, па или ќе завршат во 3:30. Сега јас имам некои стандардни мои, па си останувам до 3 сат, па си одам по кој што сака нека прави. Меѓутоа се многу непрофесионални и најчесто вака што слушам по коментари и по тие групи што се за зидење, има такви групи тука во Сиднеј на Facebook. Многу често не им даваат пари, лошо се однесуваат со нив, не се професионалци, не те почитуваат и така натаму. Така да тоа е честа гледка за жал. Океј. Исто на градожевина има некоја малче култура
каде што сите се мажи, се прават, не знам што тука е, например, ја користам некад заштита за слукот, нели, нека е гласно, користам заштита очила, за да не ми влезе нешто во очите, нели, и така натаму користам заштита за колена, за грб и така натаму, а па повеќето од овие се онака сечат нешто гласно, па не користат за уши штитници или па во очите нонстоп им лета некои парчиња од сиглите или така натаму, и не им текне да стават нешто очила за заштита бидејќи се така мача, као мажи се прават тука, сонцево ги пече, не се не мачкаат крем за сонце, а ја нонстоп се мачкам, или па по шорт се виорат и горат онака буквално нозете им горат, вратот им гори, лицето им гори, срвени се уфасине, а мони се битно мача, као мажи се тие, и тоа баш не ми се допаѓа бидејќи кога и да сум носел така заштита и така натаму, ме забавале као што си па ти толку нежен, не знам што, така да тоа мало се мислам дека е застарена шема и не ми се допаѓа. И за крај би рекол дека е она најлошото, физички последици на долг рок. Кој што сака нека ми каже, да, има пари на градежевина, лесно се добива работа, нека те убаво се работи на отворено и така натаму, меѓутоа на долг рок имаш физички последици по телото. Што значи, коленава ќе те болат, грбот ќе те боли, ќе бидеш таков преморен и не знам, и прашината што ја дишиш на пример таму е штетна за здравјето. Многу малку луѓе го знаат тоа. Сега сум читал на интернет, прашина го оташ, тоа е штетно. Коленава исто мене ме болат на левото колено, имам онака мала повреда од цело време што се виткаш тоа. И едноставно целото тело што го користиш, расите што ги мрдаш и така натаму, ти го оштетува телото на долг рок. И онака, мислам дека на 45-50 години веќе ти си као истрошена роба и не си ни способен онака да работиш онака full time што се вика. Тоа не ми се допаѓа и се оглед на тоа дека се заработува многу, да, меѓутоа кога нешто ти штети на долг рок и не можеш ти здравјето со ниедни пари да си го повредиш, тогаш као не е тоа за мене или не е тоа за било кого. Океј, тоа беа моите текови на оваа тема. Се надевам дека ви помогнам онака да разјасните што е добро, што е лошо во оваа професија. Мене ми е мило што сум имал прилика да ја испробам оваа професија, сум заработил, сум имал убави моменти, сум имал лоши моменти и сметам дека секој треба да го проба ова, не е ништо лошо ако се проба, не е ништо лошо ако некој знае занает или научи нов занает, пример зидење, не знам, водовоđe или што и да е, убаво да се знае, тоа е сепак као да речем вредна особина, вредна карактеристика на секој човек да уме да научи занает и вешто да ја искористи. И сметам дека за крај овој занает може да ти се најде ако си во некоја криза, да речеме, и ти треба некои брзи пари онака да отидеш, да се јавиш некаде и да отидеш неколку дена да се спасиш себе си, тоа е добро. И добро е што овој занает кај да отидеш во светот и на одмор да си било каде, многу така често прават во Австралија, ќе дојдат од целиот свет примерно на одмор, он си работи на градежевина како зидар, си оди после ручак на плажа и така натаму. Така да не штеди да знаеш занает, меѓутоа размислете кои ќе ви бидат вашите долгорочни цели и оваа работа секако не ја препорачувам на долг рок. И да, тоа е тоа. Фала ви што нешто бевте со мене. Го испив ова, добро. Па се гледаме, тоа е тоа. Фала ви што нешто. Лайк, subscribe и коментирајте ако имате нешто интересно да кажете. Се гледаме. Чао!